Почитувани гледачи на македонската телевизија. Гледате интервју на јавниот сервис. Наш соговорник е Стефан Дион. Тој е специјален пратеник на канадскиот премиер за Европа и за Европската унија, актуелен амбасадор на оваа земја во Франција, како и поранешен министер за надворешни работи и за животна средина. Со него ќе разговараме за македонско-канадските односи, за нашиот евроинтегративен пат, партнерството во НАТО, како и за војната во Украина и последиците од неа. Господине Дион, добре дојдовте и се радувам на можноста да разговараме за повеќе актуелни теми. Огромно задоволство ми е, Мартин, секогаш е големо задоволството да се биде во Северна Македонија. Број 1 вест во светот се серијата страотни земјотреси кои што ги погодија Турција и Сирија. Илјадници луѓе загина, илјадници се повредени. Светот се мобилизираше, треба да се помогне, солидарноста е на тест. Анкара побара помош преку механизмот на НАТО. Дали Канада одговори на ваквиот повик и како НАТО може да помогне? Канада секогаш е тука, кога има земјотреси, кога се случуваат трагедии и катастрофи, каде и да е во светот, веднаш даваме помош. Имаме и турско население во Канада, исто така и луѓе со потекло од Ирак, и тие се мобилизираат и се ке сториме за да им помогнеме на луѓето погодени од оваа несреќа. Работиме во координација со Обединетите нации, со нашите сојузници и пријатели како Северна Македонија. Споменав во воведот дека сте специјален пратеник на канадскиот премиер Џастин Трудо за Европската унија и за Европа. Каква е вашата оценка за односите помеѓу нашите две држави? Односите врските се многу силни и затоа и реков дека она што го правиме за Сирија и Турција ќе го правиме заедно со Северна Македонија, бидејќи Северна Македонија и Канада се како два прста од раката. Се согласуваме за НАТО околу поддршката за Украина. Во согласност сме дека Европската унија е нешто што е многу добро и разбираме зошто Македонија би сакала да стане членка на Европската унија. Согласни сме околу необходноста да се подобрат нашите демократии, да не се вратат автократските режими. Мислам дека многу силна е поддршката меѓу нашите два народи. Стратешка цел на земјава е да стане членка на Европската унија. Каков совет можете да ни дадете за да ги надминеме пречките на нашиот евроинтегративен пат и како гледате на процесот на проширување? Дали работите би требало да се одвиваат малку побрзо? Ова е прашувам од една страна затоа што сте специјален пратеник на Канада за Европа, а од друга страна па сте амбасадор на Канада во Франција, која што е еден од двата главни столба на Европската унија. Амбасадор во Франција, претходно бев амбасадор и во Германија. Со полно работно време сум вклучен за канадската стратегија да може да биде оптимално делотворна во Европа, а тука е вклучена и целта балканските земји да станат дел од Европската унија. Ова целосно го разбираме, свесни сме колку Хрватска и Словенија постигнуваат успеси во ЕУ и се надеваме дека тоа ќе го постигнат и другите земји од Балканот, но многу сме се разбира разочарани од ситуацијата дека Северна Македонија мораше да направи прилагодување со името. Сега повторно прашање околу јазикот, се надеваме дека ова ќе се реши и дека Северна Македонија ќе може да напредува. Совет немам како таков да дадам, меѓутоа би рекол дека е многу важно да се исполнат таргетите, целите поставени од Европската унија, меканиците, владењето на правото, добрата демократија, борбата против корупцијата, почитувањето на човековите права, економија во која приватниот сектор е функционален. Тоа се целите што Северна Македонија во секој случај ги има. Тоа е она што го сакате за вашата земја, бидејќи за самите вас е добро, а покрај ова, колку повеќе ја подобрувате земјата, толку повеќе ќе ја зголемите и веројатноста дека ќе станете дел од Европската унија. А тоа би било фантастично и за Европската унија, бидејќи сум сигурен дека Северна Македонија има многу да им понуди на другите европејци. Канада има бројна македонска диаспора. Колку таа представува мост од една страна за градење поблиски односи помеѓу двете држави и секако потесна економска соработка, колку може диаспората да придонесе? И колку сме ние како држава атрактивна дестинација за канадски инвестиции?
Тоа е големо богатство за Канада, да има население кое што ни овозможува да го разбереме секој дел од светот, бидејќи имаме мултикултурно население од сите делови во светот, кои што се дел од големото семејство во Канада. И тука се вклучени, како што веќе реков, и граѓани со турско или со сириско потекло, но исто така и луѓето од Северна Македонија. Имаме многу успешна заедница на македонски канаѓани и тие многу помагаат во развојот на Канада. Тие се богатство и за вас. Знам дека луѓето кои сега нас не слушаат, Мартин, имаат своји роднини во Канада, деца кои отишле таму да студираат. И луѓе кои што се големо богатство за канадското општество и се мост меѓу нас и Северна Македонија. Како Канада гледа на улогата на Северна Македонија во регионот? Мислам дека Северна Македонија има можност да биде инспирација за сите демократи во регионот. Ако продолжите да ја подобрувате својата земја, да се борите против лошите практики, да се грижите дека корупцијата нема да биде прифатлива за никого, дека ќе биде искоренета колку што е можно повеќе од практикувањето на власта, ако го подобрите приватниот сектор, ако се погрижите вашиот судски систем да е целосно независен и така натаму, ќе бидете инспирација. Ќе им покажете не само на земјите од Балканот, туку и на светот, дека имате ваш придонес кој можете да го понудите на оваа универзална цел. Државите да бидат демократски, стабилни, да се подобруваат со собствената култура, со собствените начини на живење. Мислам дека вашиот придонес би бил огромен, придонесот на Северна Македонија, на светот, а и за Балканот, а и за Европската унија како таква. Нашите две држави се членки на НАТО. Канада е еден од основачите практично на Алијансата. Дали Скопје е посветен партнер во Сојузот и како можеме да го продлабочиме тоа наше партнерство? Уверен сум дека од гледна точка на НАТО, Северна Македонија е голем придонесувач, многу правите. Запознаен сум дека по глава на жител придонесот кон Украина е рамен на оној на најразвиените во светот и тоа е фантастично. Мислам дека Северна Македонија покажа дека вие сакате да бидете дел од НАТО, сакате да работите за мирот во светот. Не сакате да прифатите дека еден сосед може да изврши инвазија на друг сосед. Тука вие ја давате поддршката и тоа е сигнал на кој Канада аплаудира. Целосно сме со вас усогласени во поддршката кон Украина, која што е жртва на неприфатлива инвазија од страна на својот сосед и од режимот на Путин. Веќе споменавте, живееме навистина во едно тешко време. Помина речиси една година од руската инвазија врз Украина. Прашањето е дали правиме доволно за да ја помогнеме на Украина? И како е вашиот поглед на оваа војна која што гледаме дека повторно бесне на европско тло, нешто што претходно мислевме дека е незамисливо? Мартин, ако прашувате дали правиме доволно, никогаш не е доволно. Меѓутоа, дали многу правиме, би рекол да. Канада и Северна Македонија многу прават за да ги поддржат украинците во нивната борба, за да сме сигурни дека тие можат да дадат отпор кон оваа неприфатлива инвазија. Исто така, многу правиме за да се казнат сторителите, за да се погрижиме дека санкциите се силни. Многу правиме и за да ја подготвиме Украина да биде можна да се обнови. Тоа го правиме во тесна соработка со нашите сојузници, САД, Европската унија и други земји, и да им објасниме на другите земји во други делови од светот дека треба да застанат за Украина, не само затоа што тоа е правилно од перспектива на Украина, туку затоа што треба да се испрати порака, како што и претходно реков, дека ниедна земја нема ништо да добие доколку изврши инвазија врз својот сосед. Тоа е нешто што треба да биде разбрано ширум светот, инаку светот ќе биде во голем хаос, уште повеќе
од хаосот што за жал премногу често го гледаме во премногу делови од светот. Европа повеќе не е зависна од руските енергенси и тоа е добар старт, нешто што се промени од почетокот на инвазијата. Меѓутоа, колку подолго трае оваа војна, толку и ризиците ќе бидат поголеми. Ќе гледаме повисоки стапки на инфлација, поголемо незадоволство помеѓу граѓаните на Европа. Ова секако им дава ветер во грб на крајно десничарските тенденции и ги става во ризик либералните демократи. Како можеме да се бориме со ова? Мислам дека се соочуваме со три цели. Првата цел е да не зависиме од автократските режими, а тоа значи, например, да се најде начин да се замени рускиот газ. Тоа не е лесно. Тоа е структурен проблем. Второ е не само да се обезбеди енергетска безбедност за луѓето, туку и енергетска транзиција, затоа што мораме да се бориме и против климатските промени, за да се намалат емисиите на стакленичките гасови. Тоа значи дека треба да се најдат други извори на енергија, не само јагленот, нафтата и гасот, и тоа да се стори брзо. И третото е, како што рековте Мартин, и луѓето да се со се во ова запознаени и да го поддржуваат. Ако ги загубите, ако мислат дека ние не треба да ја вршиме оваа енергетска транзиција, ако не треба да се одделиме од зависноста на автократските режими, тоа е непосакувана ситуација. Не сакаме да ја видиме ниту во Канада, ниту во Северна Македонија. Да успееме во овие три цели: енергетската безбедност, енергетската транзиција и силната поддршка од населението, треба заедно да работиме. Силните демократски земји кои што сакаат да го прават она што е исправно, не треба да работат во изолација, треба тесно да соработуваат. Канада може многу да понуди во смисла на научните капацитети, но исто така и во смисла на ресурси. Ако гасот го заменуваме со други енергенти, тие треба да бидат чисти. Канада може да ги понуди критичните, клучните минерали кои што се потребни, како литиум, никел и сите овие други ресурси на европскиот пазар. Можеме да ги донесеме и тоа е нешто што треба да го сториме, имајќи ги преди нашите силни врски со европските пријатели. Неспорно е дека војната ја забрза енергетската транзиција. Дури гледаме дека и нашата земја се сврте кон обновливите извори на енергија. Што прави Канада и што можеме како искуство да искористиме од Канада? Канада треба многу да стори, затоа што ние сме екстрактивна економија. Тоа значи дека ги произведуваме во денешно време сите ресурси што му требаат на светот и со тоа испраќаме многу емисии на газ во атмосферата, бидејќи тие ресурси ги користиме. Меѓутоа, правиме и се што можеме за да го намалиме нашиот карбонски отпечаток, да, например, кога извезуваме нафта и газ, Канада е тука лидер на истиснувањето на електраните на јаглен во светот. Канада е лидер на системот на цена на јаглеродните емисии, за тие да не бидат бесплатни. И Канада има силен план, критичните минерали, критичните ресурси, кои што се потребни за електрификација на транспортот, например, да ги донесе на пазарот. Така што Канада има голема и важна улога што треба да ја одигра, и премиерот Трудо е уверен дека треба многу повеќе да сториме. Тоа е дебата отворена во Канада, како што е отворена и во Северна Македонија и насекаде. Како да се стори повеќе, но луѓето да ја даваат поддршката, луѓето да чувствуваат дека оваа транзиција кон чистата енергија се прави заедно со нив. Тоа е клучната поента, да не се прави тоа без луѓето, без народот. Имавте честа да председавате со конференцијата на Обединетите нации за климатски промени. Она што знам со сигурност дека ќе им биде интересно на гледачите е дека вие го имате предложено најзелениот буџет во Канада. Прашањето е дали правиме доволно, бидејќи ова не е битка само на една држава. Дали треба да направиме повеќе и дали можеби треба да го промениме пристапот?
I just explained, Martin, that it's important to keep the people with you. Туку што објаснив, Мартин, дека е важно да се има поддршката на народот. 2008 година бев лидер на опозицијата во Канада и водев кампања за зелениот пресврт со системот за цени на јаглеродните емисии, каде што ги намалувавме даноците за луѓето, меѓутоа јас големувавме цената на загадувањето. Наместо да се оданочува она што го поседувате, се оданочуваше она што го горите. Тоа беше планот во кампањата, ме победи противникот, рече не гласајте за Дион, тој вас ке ве оданочи повеќе. Значи тогаш што живеевме пораз, но денеска кога одам во Канада по улица, луѓето ме застануваат и велат: господине Дион, вие имавте право, вие бевте пред времето. Ви благодарам многу, им велам. Не е добро во политиката да се биде пред времето. Треба да најдете начин да бидете со народот, да ги придружувате нив низ промените кои сакате да ги спроведете. Може би во тој момент одидов подалеку од она што канаѓаните можеа да го прифатат во тоа време, но сега гледаме дека мораме да делуваме, бидејќи ситуацијата со човештвото, со планетата не е добра. Имаме еден вид на судир меѓу можноста на планетата да го одржи нашиот начин на живење. Тоа мораме да го прилагодиме. Мораме да најдеме начин да ги намалиме стакленичките гасови и нивните емисии, да ги заштитиме растителните и животинските видови, имајќи предвид дека нашиот јаглероден отпечаток е премногу тежок за нив. Мораме да обезбедиме одржлив развој, не само уништувачки развој, туку одржлив развој кој што ќе ги заштити правата на нашите деца, на генерациите кои доаѓаат да имаат здрав живот на оваа планета. Да се надеваме дека оно што вие го видовте пред неколку години, конечно ќе го препознаат и другите како наша цел, бидејќи сите живееме на една иста планета. Ви благодарам многу за разговорот, ми беше навистина чест. Благодарам, Мартин, ви благодарам многу.